дека гледам позитивно, не дека не може вие да сте загрижени колку што сум јас. Јас сум оттаму. Секој ден сум таму за разлика од вие кои што сте Скопје. Дека сакам се да се среди, сакам. Апсолутно. Дека таму има квалитетни луѓе, преквалитетни. Дел од нив ми беа колеги, дел од нив ми се студенти. Дека факт е дека кризата е многу тешка, и тоа е факт. Ама ова е сериозно исчекор од ваша страна, кој што овде промовирате цело време зелено сценарио. Па премиерот во заминување на седница кажа постепено затварање на РЕК. Постепено, да. Меѓутоа 1700 вработени се многу. Многу, да знаете. Па дури Ковачевски спомнуваше на дел ќе му дајме пакети, делки од пензии, дел ова, дел. И имаше еден а пазете, ве молам, кај што ќе биде понудено, и тоа во Битола беше многу расширено, дека ќе биде понудено од приватните компании дел од тие луѓе да работат. Значи не е случајна паниката. И начинот на кој што вие овој период работевте, многу наговестуваше дека до тоа сценарио ќе дојде. Сега е сериозен исчекор тоа што веќе се напушта тој концепт дека тоа постепено ќе се затвара, па ќе се прави когенеративна постројка и дека масовно ќе се инвестира во фотоволтаици, ама сега излегва ова е нов момент. Дека таму се работи, дека нешто во влада, значи самата ситуација ве натера да размислите дека ќе мора да се навратиме на она што од сам старт јас го зборувам. Со најдобра намера се разбира. Ви кажав причините зошто. Сега во периодот има 200.000, бидејќи практички суводол и брод гнеотино не се искористени до максимум луѓе. Има уште, не знам точно колка бе проценката, меѓутоа, затоа спомнав на почетокот на амандманот. За разлика од амандманите кои вчера беа, односно веднаш да обезбедиме средства за АДС, ама да не се осети поскапувањето на струјата кај крајните корисници, кај граѓаните, бидејќи ќе има поскапување, нема од тоа бегање, сите сме свесни за тоа, дури и владата сега читав Сабајле групи вика нема да биде многу високо, не знам што значи за него високо, не високо, поскапување ќе има за граѓаните и на крај на денот тоа е најважно. Дали ќе има струја и колку ќе ги кошта таа струја граѓаните. Меѓутоа, сепак го поздравувам тоа, ако, бидејќи амандманот мене ми беше во таа насока, ако конечно владата свати дека РЕК Битола мора да работи и паралелно се разбира сите да вложуваме, да дадеме поддршка да се вложува во обновливи извори на енергија. Се уште сме многу далеко. Благодарам. Благодарам јас на вас. Следен пријавен за реплика е претеникот Куле Чаракчиев. Повелете.